преглед, јавноста немаше можност да ги види така одлучила апелација. Добро, кај мене и пресудата, јас консултирав и адвокатите, викат решението. Да, решението на судот дека дојдено до тој заклучок дека јавното презентирање на тие информации би представувало грубо кршење на законот. Го спомнуваат законот за класифицирани информации и другите закони и во ред судско решение го почитуваме. Денеска имав прилика јас со моите бранители заедно да ги видиме снимките и се докажува токму тоа за кое што тврдевме. Со целосното гледање на снимките се гледат намерните два прекина на снимките заради, би рекол, зла намера апсолутно да се оцрне моето лице. Таму во тој дел, без да навлегувам секако да доверливоста на самите снимки ја разобличам или слично, се докажува токму тоа. Кога се зборува за парите, се зборува за железо, за цемент, за тули, комплетно за организација за црквата. И апсолутно мене ми е драго што овие комплетни докази судот ги има во предвид и сум убеден веќе дека предметот треба да финишира, секако судот ќе се изјасни за овие работи. Апсолутно ми е драго што ни судска постапка го разобличивме целиот предмет, буквално, како што реков, го отворивме како пупка и преку испитувањето на сведокот, преку презентирањето на оваа снимка, минатото рочиште ги слушавме сите телефонски разговори, од примерките кои што беа. Апсолутно верувам дека на сите им е јасно дека се работи за монтиран случај кој што ќе заврши и со ослободителна пресуда. Се откажавте од тројца сведоци и дополнителни докази, зошто? Токму заради тоа што по предметот е веќе се гледа, се е јасно. И јас верувам дека ниту ние, ниту судот треба повеќе да го замараме. Станува повеќе од очигледно дека се работело за агент провокатор, местење. Веројатно тоа е заради тоа што имал неколку истраги против него, пазарење се случило во тоа време, се со конечна цел Заев да биде спречен со бомбите. Тоа било конечната цел. Преку сите дури разговорите кои што беа така драматично, бомбастично најавени со самото нивно целосно гледање и нас, кој што апсолутно и од самиот почеток не беше јасно, верувам и на судот, се гледа дека се работи апсолутно за мотивирање за изградба на црквата. Секој согласно својата определба пред себе и пред Господ може да помогне онолку колку што може, но напоменувам за црквата. Апсолутно се работи за градежни материјали, бетон, железо, тули, работна сила, електрична енергија, плаќање или слично како што стои во тој дел кој што беше сечен од самата снимка. Кога ќе стане правосудна пресудата, нели каква идеја, имате ли можност тогаш да ги представите снимките, бидејќи сакавте и во текот на судењето, дали тогаш можеби ќе можете? Јас ќе го трагам секој можен начин за да тие снимки, посебно тие отсечени делови, ги пуштам во јавноста. Реков, се работи за мојот образ и за моето достоинство и мојата чест. Не знам дали имаме право ние да ги добиеме тие снимки кога ќе заврши. Не, апсолутно не, само судот ги поседува на било кој начин, ако имаме право по закон со завршена правосилна пресуда или слично, некако да ги добиеме. Јас ветувам дека јавно ќе ги објавам, заради тоа што важно е пред се заради мене. Најавте реконструкција на валата за крајот на овој месец, односно почетокот на месеца мај, докаде реконструкцијата и зошто се доцни бидејќи најавте? Дали да се надоврзам, дали викендов имаше разговори и дали до среда ќе има веќе објавување на реконструкција? Може ресорите да ми ги кажете, мислам не е истиот одговор. Да, некој пат исто да не кажувате. Да по четврти пат исто. Не е ништо страшно. Нешто да ни откриете овој. А да почекаме да почне месец? Рековме на почетокот на мај. Мај не е почнат, се уште утре почнува. Верувајте, суштини се во разговори. Може на крајот да се случи повеќе ресори да се менуваат, повеќе директори, може да се случи никој да не се менува. Во зависност од тоа како ќе течат самите разговори. Ама не е од разговорите, од резултатите од работењето. Еден дел е од разговорите заради зголемување на парламентарното мнозинство, реков дека тоа е иницијалната причина, а после тоа согласно и резултатите од работењето. Сакам насекаде во самите институции за кои што и паралелно правам анализа, да ги видам резултатите од промените на власта. Сакам да знам што тоа се променило за подобро или слично. Тоа се важните критериуми, така да верувајте, штом ќе имам било што ново, јас ќе го споделам тоа со јавност. Викендов разговаравте со не е во ред да ги споделувам информациите јавно, односно јавно да преговарам преку медиумите. Сакам да успее овој процес, онака колку што постои подготвеност од двете страни за преговори, односно помалите опозициони партии со кои што преговарам и нашата владеачка страна, а истовремено за деталите, за причините, за одредените промени кои што ќе се случат во извршната власт, ќе информирам детално. Викендов само да кажете дали. За проширување на владината
Еве, течат во континуитет разговорите во владината денови коалиција. викендов. Течат во континуитет разговорите. Кој ресори сте вие досега незадоволни? Што не ви дава Може мир? да ни кажете кој Кој е министерство? Веднаш штом ќе видам готов, ќе ги соопштам информации. Има вајда некој ресор што не си го исполнил зацртаната во... Може ли да оставите да го соопштам тоа тогаш кога ќе му дојде времето за тоа? Ако преодицирам нешто, а после тоа се случат одредени други работи, верувате приказните ќе немаат крај. Дајте да бидеме сериозни. Се работи за министрите на владата на Република Македонија, за заменици, за државни секретари, за директори. Ова се пресериозни прашања. Сето друго би било во најмала рака несериозност од моја страна. Ако пред да бидам конкретен и конечен со одлуките, ги објавам, па после, не дај Боже, се повлекувам или слично. Верувате, сум транспарентен, секогаш одговарам на сите прашања, но овде не сум подготвен во моментот да ги дадам тие суштини на одговорите за кои што вие трагате. Кога може да се комплетира антикорупцијската комисија? Веќе практично повеќе од еден месец немаме антикорупцијска. Тоа во парламентот. Парламентот е надлежен за антикорупцијската комисија. Јас само она што сакам да го укажам, да видам, сакам експерти, професионалци кои што апсолутно ќе гнездат надежка и граѓаните дека антикорупцијска комисија навистина после долги години во комплетниот свој капацитет ќе се ја врши работата онака како што по закон тоа е пропишано. Првиот човек ќе биде, се извинувам, сам Михајло, ќе биде од опозицијата на антикорупцијска, така е договорот? Не ги знам деталите, парламентарните групи веројатно разговараат, можеби работните групи го имаат отворено решението, но она што јас очекувам да видам е професионализам и експертска поставеност на антикорупцијска комисија. Продокор не упатуваат закани на ваша адреса, како коментирате овие? Сите овие години веројатно и се научив на сите овие закани кои што доаѓаа и вербално, доаѓаа и физички, доаѓаа и практично, како да ви кажам. Веројатно трпнавме на овие работи, јас само апелирам, ако заканите се со известна веројатност дека може да се реализират, органите на државата да се вршат својата работа, без разлика дали тоа се работи за Зоран Заев или за било кој граѓанин на Република Македонија. Во интервју за Радио Слободна Европа рековте дека со влегувањето во ЕУ и неопходната промена на уставот во пакет може да се реши и уставното име во највисокиот правен акт. Дали со ово оставате простор за дополнителни преговори со можноста за промена на уставот со цел промена на уставното име? Не, јас верувам дека и тоа ако го имам кажано дека Македонија секако треба да го отвори уставот пред влегувањето на ЕУ, како секоја земја членка која што пред влегувањето во полноправно членство го отвара уставот и тогаш дел од својот суверенитет го предава на Европската унија. А се ако се работи за дополнителни гаранции, нешто што е важно за граѓаните на Грција кои што се страна, тогаш би можело и за тоа да се разгледува како можност. Јас сум човек кој што ги бара сите можни креативни начини на изнаоѓање на решенија, знаејќи дека може да се постигне решение ако институциите во Грција гласат и институциите во Република Македонија гласат за тоа решение. И од тој аспект на крајот се работи за одлуки на институциите. Не се работи за одлука на Заев и Димитров или за одлука на Ципрас и Коцијас. Така да сум ги кажувал можните варијанти веројатно на она кое што е возможно да се случува во иднина, се со конечна желба да се најде решение, но при тоа достоинството да се одржи и идентитетот да се сочува. Премиера, опозицијата не пропушта можност да обвини за манипулација во однос на случајот Монструм. Имате ли коментар некој на нивните обвинувања? Верувајте дека да се игра вака дрско и безобразно со чувствата пред се на родителите е повеќе од нормално, повеќе од реално. Реков неколку пати и пак ќе повторам, сите докази, севкупно што сум ги поседувал се дадени, вклучително сите, напоменувам, сите докази кои што се поврзани или некако поврзани со предметот Монструм, се предадени. Немав тогаш ниту сега намера да изигравам истражител. Ако сум имал барем минимум нешто кое што би било многу појасно за јавноста, јас ќе сум го објавил. Но видов дека тоа што го имам е само доволно за да се продолжи истрагата во овој предмет, за да до крај се разобличи вистината што се случувало. Уште еднаш напоменувам, таму се што имам, тоа е дадено. Јас си дозволив дури да коментирам заради тоа што се работи за мајка, за татко на децичка кои што се убиени, да им покажам дел од тие разговори за да ја смирам нивната душа, да видат тоа што е, а сепак на крајот правните процеси тие кои што со нивната конечност веројатно треба да ги смири душите на сите нас, пред се на родителите, а после и на нас граѓаните кои што сме раздразнети за овој предмет, како што сме раздразнети и по многу други предмети во Македонија.